Од некогаш значаен производител на храна, Македонија денес е се поголем зависник од увоз на храна, дури и на земјоделски производи. Од Србија се снабдуваме со млеко и брашно, од Албанија ни доаѓаат домати и краставици. Во меѓувреме големи земјоделски површини кај нас остануваат необработени. Зошто? Сигурно би можело да има и показател тоа што младите ни бегаат, немаме развојна политика аграрна. Значи, жално е кој аграрната политика ни е слаба, затоа што младите ни бегаат. Како да ги сопреме млади, треба да размислиме малку. Според податоците, извозот на земјоделски производи од Албанија во Македонија минатата 2022 година бил драстично зголемен, односно за речиси 40% во финансиска вредност, а 32% по количина. Во исто време, извозот од Македонија во Албанија е намален за 22%. Што државата треба да промени во политиката кон земјоделието? Единствено она кое што го треба да го промениме сваќањето за земјоделството и за можностите кои што од него се нудат и да го напуштиме традиционализмот, да се воведат во производство култури кои што создават повеќе доход, да се создаде на ниво дури на село некои производи кои што ги имаат традиционални обележја кои што се барани од страна на клиентелата, да се заштитат сите тие производи и да се настапи на пазарот не како сировинска база, туку како полуфабрикат или целосно заокружен производ. Тоа е единствениот израз во кој што македонското земјоделство може да очекува подобри денови, во спротивно натаму ќе служи како суровинска база за откупните центри надвор од истата. Според производителите, храната која се произведува кај нас за домашни потреби треба да биде по поконкурентни цени за да се намали увозот од надвор, но тие цени земјоделците не можат да ги прифатат. Излезно решение Министерството за земјоделие да се засука ракавите, како председател на подсекторска група дадов многу добри предлози. Значи сето тоа субвенциониране од 3000 денари по декар. Да го дупло да го да. Значи имаме многу механизми, само што Министерството за земјоделие си има своја политика замислена, не ги слуша ни најмалку земјоделците. Ни најмалку не ги слуша земјоделците. Значи да излезе. Виното како му најдовме чајре на виното да се пласира секаде во светот, можеме и градинарите производи. Во моментов Македонија од увоз задоволува дури 70% од потребите за храна, што е премногу со оглед на сите ресурси со кои располагаме како географска поставеност, но и природните климатски услови.